Трпе Инвест Охрид. Сонце, прва специјалистичка биохемиска лабораторија во Македонија. Голем број граѓани го посетија традиционалниот великденски базар кој по 10-ти пат го организира општина Охрид во соработка со јавното предпријатие Градски пазар. Манифестацијата годинава се одржа на плоштадот Вангел Наумовски, привлекувајќи посетители од сите генерации. На овој великденски базар земаат учество, повеќе занајчи, што изработуваат драготворби, различна традиционална храна, пијалаци. Најбитно што е на овој базар е да напоменам дека е од хуманитарен карактер, средствата што ќе бидат собрани се донираат онаму каде што е непотребно. Исто сакам да го искористам овој момент да му се заблагодарам на сите учесници, посебно на школите, на децата, што зедоа учество на овој базар, а воедно и да му го честитам на сите христијани празникот Великден. На штандовите беа изложени великденски украси и други рачни изработки. Своите креации ги представија ученици од основните и средните училишта, локални компании, занаетчии, како и слаткари и пекари. Посетителите имаа можност да вкусат дел од традиционалната македонска кујна, меѓу кои пити, гомлезе, месени производи и слатки. Прво за многу години да ни е Велики четврток, нашиот христијански празник. Денес дојдовме со дечињата да ги покажеме изработките и нивната креативност, да се порадуваат тука. Иначе собиров ни е од хуманитарен карактер. Денеска сме дел од овој великденски пазар, направивме храна, домашно изработена и украси. Ние ги паковавме, ги продаваме и од големо значение да сме дел од овој великденски базар, пред се да си го представиме нашето училиште, а и да помогнеме на оние кои им е најпотребно. Базарот представува можност за промоција на креативноста кај младите, но и за поттикнување на заедништвото и соработката меѓу здруженијата, институциите и граѓаните. Ние како здружение веќе неколку години наназад си организираме повеќе интерни вакви настани, посебно и за Великден, меѓутоа ова година се вклучивме на великденскиот пазар. Малку производи имаме кои што се и нас дадени како донација, меѓутоа гестот е голем да учествуваш на еден хуманитарен настан. Ние средствата и од овој настан и од настанот кој што го имавме во недела, делумно ќе го употребиме за нашата програма за превенција кај деца од дијабет, меѓутоа дел ќе донираме за лекувањето на нашиот граѓанин Миле. Како представница на младинскиот центар да кажам дека ни е мило што сме веќе неколку години присутни и сме дел од овој великденски, предвеликденски хуманитарен базар, бидејќи како што можете да видите, првично е многу добар настан за заедницата, за општо кај нас како град, предпразнична атмосфера, времето се погоди. Мислам, треба уште повеќе вакви настани да се прават, не само кога се празници, бидејќи ја зближуваат заедницата. Ето соработка меѓу училишта, меѓу институции општина, го креват духот на заедницата и треба заедничка поддршка и ево заеднички може да изгледа нешто многу интересно и убаво. Во пресред на големиот христијански празник Великден, базарот ја збогатува празничната атмосфера во градот и воедно ја поттикнува хуманоста и сплотеноста во заедницата. Сите оние изработки кои што ги имаат учениците од основните средните училишта, од самите институции кои што сакаат да се представат пред граѓаните и всушност да ја поддржат онаа цел која што и на самиот базар, тоа е хуманитарноста, да покажеме уште еднаш дека сме хумани во духот на големиот празник Великден, токму хуманоста, солидарноста, да помогнеме еден на друг, заеднички сплотени, токму и тоа е пораката која што ја дава овој базар. Великденскиот базар беше збогатен со богата културно-уметничка програма во која настапија деца од детските градинки, основните училишта, како и фолклорни ансамбли и културно-уметнички друштва од Охрид, создавајќи топла и празнична атмосфера.
Започна реализацијата на капиталниот проект за изградба на систем за одводување на фекални отпадни води во село Враништа. Проектот има за цел подобрување на комуналната инфраструктура и заштита на животната средина, а неговата купна вредност изнесува 1,4 милиони евра. Со овој зафат се решаваат долгогодишните проблеми на жителите, кои поради излевање на септичките јами често се соочуваа со фекални поплави. Овој проект е пети поред што се реализираат сега во општина Струга. Исто така имаме уште 3 проекта кои ќе се одвиват, односно ќе почнат да се градат овој месец, значи ќе имаме 8 проекти. Сите 8 проекти се околу 9 милиони евра инвестиција од прилика. Мислам дека благодарение на владата, на премиерот и на министрите сигурно дека ние сме денеска тука и ќе продолжиме да работиме за општина Струга, да докажеме дека толку проекти не се реализирани веќе 15 или 20 години. Премиерот Христијан Мицковски денес присуствуваше на поставувањето камен тимелник за почеток на градежните активности во Враништа, а воедно изврши увид и во текувните инфраструктурни активности низ Струга. Во општина Струга привршува изградбата на улицата Туристичка, која ја поврзува населбата Изерски лозија со центарот на градот. Оваа сообраќајница представува еден од клучните инфраструктурни зафати за подобрување на урбаната поврзаност и сообраќајниот проток. Владата со својата работа го разбива оној стереотип од минатото, дека сите политичари се исти, дека сите влади се исти, гледаат само за себе, а не за граѓаните. Ценам дека со нашата работа посветена, фокусирана, се разбира во рамките на нашите можности и ресурси. Тоа што можеме да го правиме исклучиво и за интересот на граѓаните. Јас тоа сум го кажал многу пати во минатото, ќе го повторам и сега. Чуда не се возможни, секој некој што ветува чуда не ја говори вистината, ние не сме чудотворци, но ќе дадеме се од себе, во спортски жаргон да се изразам, ќе го оставиме срцето на терен, за да граѓаните добијат поквалитетен живот и да го подобриме нивниот живот. Тоа е нашата инспирација и затоа сме посветени максимално. Инвестицијата во новата сообраќајница изнесува околу 3,3 милиони евра, средства обезбедени од владата преку Министерството за транспорт, како дел од заложбите за унапредување на локалната и регионалната инфраструктура. Општина Струга започна со изработка на сеопфатна техничка документација за изградба на пречистителна станица за отпадни води во селото Лабуништа. Проектот е конципиран со можност за понатамошно проширување и опфаќање на дополнителни населени места. Во процесот активно се вклучени општинските служби, експерти од UNDP, проектантски тим, како и представници од локалната заедница од село Лабуништа. Проектот предвидува современ и ефикасен третман на отпадните води, поврзување на постојната канализацијска мрежа и изградба на неопходна придружна инфраструктура. Овој проект е важен чекор кон подобрување на животната средина и квалитетот на живот на граѓаните, ќе придонесеме за заштита на водните ресурси и ќе создадеме предуслов за одржлив развој, истакна градоначалникот Менди Ќура. Изработката на документацијата се реализира во рамки на проект на UNDP, финансиран од владата на Шведска со поддршка од Министерството за животна средина и просторно планирање на Македонија. Но она што е важно за нас и за граѓаните и за бизнисот е дека ние имаме доволни количини на дизел горива и на останати нафта и нафтени производи. И во цевководот кој што го пуштивме на почетокот на годината, кој што ја поврзува рафинерија Окта со Солунското пристаниште, но и во државните резерви. Немаме до сега најава за било какви попречувања во делот на снабдувањето, не планираме да воведеме ограничувања. На тој начин ги помагаме и нашите соседи, бидејќи неколку аеродроми од соседството добиваат керозин од кај нас. Така што и тука не планираме да воведеме ограничувања за износ. Голем дел од граѓаните на соседните држави се снабдуваат со бензин и со дизел од нашите бензински станици. Одредени бензински станици по 3-4 пати го имаат зголемено потрошувачката, така што отприлика сега за сега и покрај, би рекол, историски најголемиот обем на криза, ние како влада прилично стабилно се справуваме.
Поставен е видеонадзор на повеќе локации во Охрид, каде континуирано подолг период се создаваат диви депонии, информираат од јавното претпријатие Охридски комуналец и потенцираат дека секое прекршување на законот за јавна чистота ќе биде соодветно санкционирано. Во изминативе 10 дена оперативните служби беа максимално ангажирани во справување со последиците од неодговорното однесување на поединци, кои не размислуваат што оставаат зад себе, ослободувајќи се од непотребниот отпад од своите домови. Грди слики од нелегално депониран отпад во населба Даљан, локалитет Лабино, селата Рамне, Трпејца, Косел, Подмолје и многу други локации покажуваат како може нечија негрижа кон животната средина да создаде долгорочни последици и да го наруши нормалното функционирање во секој сегмент од животот, посочуваат од претпријатието. Од наведените локации со вонредно ангажирање на човечки ресурси и механизација се подигнати 164 метри кубни кабаст, зелен отпад и градежен шут, информираат од јавното претпријатие Охридски комуналец. Кармен Бауцентар ви донесува метео. Во Охрид денеска имавме сончево време со мала облачност. Дуваше слаб до умерен ветер од северен правец. Максималната температура се искачи до 15 степени. Утре во Охрид времето ќе биде променливо облачно со сончеви периоди во текот на денот. Ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец. Утринската температура од 2 степени, а максималната дневна до 15. Температурите во Македонија утре во интервал од -3 до максимални 19 степени. Следува период на променливо облачно време со сончеви периоди во текот на денот. Утре и во сабота утринската температура наместа ќе се спушти под нулата и ќе има појава на утрински мраз. Ќе дува умерен повремено засилен северозападен ветар. Од сабота ќе дува засилен ветар со брзина и од 60 км на час. Во петок, ноќта кон сабота ќе има услови за слаби врнежи од дожд. Во вторник, во западните делови и во среда на повеќе места ќе има локален дожд и појава на грмежи.